Почитувани присутни, добре дојдовте на промоцијата на книгата Мојот живот минато мило од авторот Ванчо Тракалевски. Книгата содржи мемуари од животот на Јован Гаврил Величковски по потекло од Митрашинци. Навидум непознато име за историјата на македонскиот народ, но големо е неговото дело и придонес во создавањето на истата. Уште како дете, не по своја волја, бил земен од дома да служи во туѓа војска, да биде далеку од дома и да биде доведен во ситуација да се бори против својот народ. Бега од бугарската војска, поминува низ Голгота со својот живот во војната, рануван, изложуван на опасности, но сепак гордо и цврсто продолжува напред во ослободувањето на Македонија. Неговиот внук, Ванчо Тракалевски, го собира целиот негов живот во Мојот живот минато мило. Како јавна локална библиотека Илинден, навистина ни е многу мило што ќе имаме уште едно дело од наш, би рекла, роднокраен автор, кој ќе сведочи за борбата, пожртвуваноста и желбата на луѓето од нашиот крај да ја видат Македонија слободна. Навистина е многу вредно и за нас како библиотека, и за нашите читатели, и за сите нас, кога имаме на едно место во едно дело соберено многу податоци, факти и сведоштва за некое минато време, кои ќе останат да сведочат за борбата на нашиот народ за слободата на нашата земја. Или како што вели самиот автор во книгата, историјата на неговиот дедо, неговиот живот, нека ни биде пример и нека сведочи за тоа кои сме, што сме и каков јазик зборуваме ние во Македонија. Навистина ни е чест и задоволство што денес тука со нас е и главниот лик во книгата, дедо Јован, кој покрај тоа што доживеал и преживеал многу нешта, еве доживеал да биде и дел од промоцијата на книгата, која што зборува за неговиот живот. Добре ми дојдовте и да сте живи и здрави. Сега ви поканувам Искра Георгиевска, Антонела Николовска и Сара Ангелова да прочитаат извадоци од книгата. Поверете. Вечерината не качија во камионот и не оставија до расадникот на Делчево. Оттаму пешки требаше да влеземе во градот и да го ослободиме. Со пристигнувањето во градот, по патот почнавме да среќаваме наши македонци, земени во бугарската армија насили, кои дезертираа. Меѓу нив посретнав и Панте Поповски Червен, кој ме праша каде е брат. Јас не знаев како и не можев да му кажам дека е стрелец. На 8.9.1944 година влеговме во Делчево. Таму имаше бугарска војска која сакаше да си оди без борба и така да создадеме едно братство и единство. Инаку, на тој ден, Црвената армија влезе во Бугарија, а пак Бугарија утредента на 9.9.1944 година капитулира и новата народна власт објави војна на фашистичка Германија. Вечерта, кога падна мракот, во темницата одевме и излеговме на планината Гола, која се простира над Делчево, а бугарите останаа во Делчево со ветување дека нема да го малтретираат македонското население и ако има потреба, ќе го заштитат. Од Голак продолживме кон Обозна, каде преспавме на Златковските полини. Рано наутро продолживме преку планината Готен. Планот беше да одиме за Струница. И покрај договорот за ненапаѓање, бевме изненадно нападнати од бугарскиот окупатор. Во таа битка исто така бевме многу блиски, гради во гради. На еден војник, Глибор Мустачки од Митрашинци, му го зеваа рачниот минофрлач, но ние успеавме да го одбиеме нападот. Движејќи се во правец на селото Калугерица, Радовишко, водевме една голема битка со германците. И тука беше ранет Јордан Севдински од село Будинарци. Излеговме со автоматите вперени во нив и тие почнаа да ги креваат рацете и да се предаваат. Беа околу 100 души, мешани, германци, пољаци и италијанци. Последната единица која работела во кујната и била задолжена за храната на војниците. Им го унцетовме оружјето кое го поседуваа и наредбата беше да се што е заробено да се спроведе на Кеберово. Одредовме тројца наши партизани да ги спроведат на Кеберово. Газинковски Здравко од Митрашинци и уште двајца други со него
кои требаше да ги спроведат за Берово, да ги предадат и да земат потврда дека ги предале. Па за 2 дена да дојде до Штип, каде требаше да одиме и ние. На 26 и 27 октомври, според сеќавањата на Јордан Величковски, на 17 октомври, запишано во книгата Младост школичка од Раде Богов и на 19 октомври, според плочата, која сведочи за настанот на самото место во местноста Широк дол над Владимирово, се формира 51-та народна ослободителна дивизија. Истата е формирана од 3 бригади, и тоа 4-та, 20-та и 21-та бригада. На самото место дојдаа многу луѓе. Меѓу нив имаше и политички затвореници од Бугарија и многу наши војници присилно земени да служат за бугарската армија. Се сеќавам, имаше војници од бригадата на Гоце Делчев од Бугарија, кои ги донесе подполковник од Кушев, меѓу дојдените беше и сестра на Павлин. Подоцна подсекретар во Републичкиот секретаријат за внатрешни работи. Затворена од бугарската администрација, како и многу други познати личности. Јас бев поставен за командант на 3-тиот баталион, 20-та бригада и 51-та дивизија. Еден од моите заменици беше Гаврил Зердевски од Берово. И благодарам. Сега можност да Јован би сакал да ни каже нешто кратко. Това е sve tačno, формиране на тия големите дивизии. Това е 50-та дивизия формирана во Митршници, а 51-та во Широк дол Владимирово. Тия sve се формираат през времето на партизанството, а пред това в Митршници беше организацията на партизанството. Дојдеа тие Централниот комитет дојде тамо и дојдеа други сите руководителци, например, во Митршници, но и персонално беше во Митршници. Членовото на корпусу што беа, тоа е бригаднички струмички корпус, се викаше. Пред това беше формиран. Напред тие дивизии да се формираа. Митршинци беше организирано така од 15 години до 85 години се живо носеше на партизаните леп, чорапи, опинци, друго трето. А в селото жените предеа, плетеа и така. Кој од дека се отчинеше да одеше в Митршинци, да оди во партизаните. Имаше казани тамо, разбираш, Ботов, кујни имаше. И се она, беше причина това за да е в това нашето село, там в Митршинци, това го бранеше пак. Пак немаше да додат тия войските бугарски и други. И от това ка завърши се тука. Што да кажам, Митршинци беше център на това. А за брегувањето во Делчево? За ослободувањето на Делчево? За Делчево ќе ви кажа малко и за него. На 7 нападнааме Пехчево. Само без борби. Влеговме си така. И тамо седееме известно време на 7-9 во Пехчево и това беше 3-ти батальон, јас бех во 3-ти батальон, а беше комисар Боро Чорушов Странчата од Неготина, а командант на батальона беше од Петрич, од нас. После ќе ви кажа малко еден случај немил. Јавија по радиостаница дека 2-ти батальон од 4-та бригада војна води на планината Готен. И си заробили бугарите ба заробени од нашите партизани и ка завршија тамо и си ја пуштили да доодат за Пехчево тия робието, бугарите. И ми извика мене Боро Чушев Странчата да взема двојца борци и да идеме да чекаме по село Робово
или Мачево. Тука ниде. Ние вземе това, взех двоица и дойдоваме и они ја дојдоваме под Робово. И запреме тамо, извикаваме командантен негово, минор командант, и строи по четворца. И за Пехчево ќе ве спроводиме, кажаваме, се строиме преко цело Чифлик, право во Пехчево. Това беше Сабалет. Рано и одведуваме, најавуваме на штаба на батальона и Боро Чаушев испада и вика на тия бугарите: дайте кој е обвешајни официр. Кажаа го и го изведоа и го поведоа во канцеларијата на штаба на партизаните. И ние не пуштија ни Пехчево, имаше чебапи, друго, трето печење, там јадееме. И едно време вика: зберете се пред школата тамо во Пехчево и го износат овај агентот шеф во армијата бугарска и го обесија. Обесија тоа е бугарино Атанас Петрич, а имаше од нашите мој комшија Стојан Попов Чербогови кажа. Он беше командир на втора чета. Ама он имаше брат агент во Скопје, има го и в книгата тамо речено. И он ради таа работа вика: не сте исправни зашто го висите човеко. Негов братчет од Донка, од Блатец, му вика: братчет, немој да критикуваш, вика, иначе се стане грешка. Он си продължи, почна да критикува. Разпушено там. Ајде по низ Пехчево, един саато, доди един командир на прва чета од Неготино, Атанас, вика да се строи втора чета. И втора чета ние се строиме, а он е командир Стојан Черго. Тој што критикуваше. И он од десната страна, јас од левата и право не упутува, право пред школата во Пехчево, дека беме сместени. И Боро Чаушев испада како комисаре со Шмајзеро и вика: Стојане, арестуван си. А он соработуваше с бугарите и с нашите. А он се супростави, а Боро му чимна на него комисаре и он фрли оружието. Взема оружието и го вкара в канцеларијата, го поведува. Падна команда, оттамо веднага втората чета гробишчето Пехчево. Оттамо ојдоваме и седна, ми одмараме. Толку половин сати повеќе имаше, кога одмараме и само чуваме дека Шмајзери пукнаа в Пехчево. И се сега чудиме, што свенува? Викаме, дали нападнаа некој. Оно друго јаче било. Стојан бил застрелен. Командир на втората чета. А го застрелали Лупчо Самоников од Пехчево и Чвиро един од Неготино. И додат и ми кажуваа на мене: така и така работа с твоја комшија, од беме ние комшии. Вика, застреляваме го. Защо? Појма немаме, наредија ни готово. Толку. И заврши. Порака да испрати БНСК. Само да зборам дека Дедо Јован има 100 години. Сега гледате. За Делчево да ни кажеш како да интересно. Тоа заврши таму. Тоа заврши и одиме в Пешовските гробишча и доди еден камион. И не нас бира од камиона се качиме и не донесоа Царево село тука до Расаднико. И не остија. И гледаме околу нас бугари, бугарски војници, околу нас и бега. А оно тие наши војници од македонци, што сега дошли тука и си бега
от тук. И одиме така, одиме на това, оп, изпада един от той избеганите, на той ще го застреля, брат, он беше избеган, беше причина, они там да нападнеме бели участък. И оди по българската армия. И право иде на мене и вика, брат ми вика, надзаде ли или деке е? А аз знам от я застреля. И аз викам надзаде е. Не мога му кажа. А Боро чуеше по мен иде, и шмайзер му вика, Черго, добре дошъл, вика, и брат, довърши ми теб да довърши. На Боро не му дадоме на комисара да го отдели. И го върза и го откара в Пещево, после па го судили 2 години, брат му. А он се там вече помина. И влизаме оттамо, и кога влизаме в Царево село, тук там беше от она далеката, маленко беше Царево село. Не е като сега. Българска армия пълна. Сега ние влизаме, ама не закача. Сега вика комисаре, Ванчо, айде им да фанеме генерала, вика по тая и тая сграда, там вика от над мосто, да го арестуваме. Викам, знаеш що? Една работа ти ти кажа, не се арестува така. Ако го арестувам, че не изтепа български войници тук. Како така може да бъде? И аз си ти кажа Катрина. Че ви кажем, порака ти му кажем да дойде, да излея от сградата и да се поздравим с него и да дойде да говори на центъра, разбираш, пред армията, пред партизана. И ми каже случая, како сме соединени се това. Вика, арно си викаш, вика, добро вика, пътя ни изтепа. И едно време кажуваме на генерал, он спада, като на скаричка там он спада, надоле, и един войник со шмайзер пред него. А аз го подритнувам комисар. За охрана, тоти има охрана. А един па по него пасо шмайзер. И он рапортира на него, викам, господин генерале, сакаме ти да дойдеш да говориш, да ни опишеш случаят, како като сме се соединуваме друго, трето. И он вика, слушайте, момчета, 5 пари не даете, да знаете, вика, отиче, дойде аз, вика, колата му напате. И викаме, че ти се върне, значи, с колата на ръката. Вика, одете вие, викаме на центъра, и аз ще дойда и ще одържа говор. Едно качуване, разбираш, в колата, обезбежението и он, върт се забугарва, да. Викам на комисаря Ядец. Вика, биде. И се връщаме и кай българската армия и говорно държа един полковник или подполковник, не баш някой висш офицер беше, и ни кажа о значението. Защо, например, до сега сме били така, сега сме одиме против Германия. Ај накратко само да ни кажеш една порака колку е важно и колку е значено да ја чуваме слободата што ја имаме сега, за која вие сте заслужни. Разбрали ли да? Много е важна. Слободата, кад сега шо е, кај нас никош не е била и треба да водиме рачун за това нещо, да го не изпушаме. Ама нещо ни се слабо, много слаби ни са организациите. Ние не може да се соединиме, ние трябва да се соединиме партиите, що са. Партиите разсипаят народа. Партиите подвоюят народа. Мразят се, онада се. Кой е на тая партия, кой на она. Все са криви партиите за това. Слободата е много добра, само не знаем как да я користиме. Това е един, що е най-важно. Това може да кажем. Ајде сега само накратко ни кажете кој е рецептот за да доживееме и ние 100 години како вас. Рецептът е много лесна. Все, що ви се яде, да ядете.
живеете, ако искате да живеете малко по-дълги години. И аз ви препоръчвам моите години да живеете сите младежи. Сите младежи да живеете, па да видите просторо како ќе се одвие за напред во нашите држави. Сега му давам збор на авторот. Молим. Има много закажувања, ама јас ќе ви кажах еден пример за моето одење која не зеа од Митршинци 25 души, 23 набор. Зеа не и не поделија во тоа. Од тамо јас ка сам избегал од армијата. Морах да мисля и имаше некој друг македонци, еден имаше вреден така од Прилеп, Ѓорѓи, се договараме, вика, јас ќе ода, вика, се болен ќе се ево. А ти оди, вика, со Сурска. И отка завршиме обуката од турската граница, на турската граница бе Вишме Гил. И од тамо, кога одме вежба Реба, дошли во единицата. Ама случајно свезуваме со един бошачки перо од Бунарци. На вежба дојде. И му викам така, че чим си одиш сала, ти тука ти еш дома, ќе кажеш на моите родители телеграма хитно да направят дека маќе ми е на смрт, да ме пушат на отпуск. А од не пушаше на отпуск. И он човек свршил работа, добивам телеграма, бршко да го кажа така да не задržавам. И кај командир вика, немам право да давам, вика, отпуска, не се дава, ќе те прата кај пуковник, ода кај пуковник, шуце, и вашите, вика, бе, и татко ти да умре, вика, нема отпуска. Добро, гледаме в очите, ти си зелени очи имаш, вика, ти изпаднеш, вика, шумкажи. Вишу са, викам, шумкажи, какви шумкажи? Знаеш ти, добро знаеш. И готово, завърши. Ода кај командирот, шо ти рече. Това и това ми рече. Добро е, вика. Не знам от това, вика, че ти кажа. И аз ще ти кажа са една, вика, друга работа. Он утре оди, вика, командант на град Русе на официрската школа. А аз съм близок приятел, вика, с неговата жена, вика, познаваме се. Тя изработиме, за да сиеш до дома. Добро. И одиме вечерта, оно пойде на школа, на премешта и на школата, на официрската школа. И одиме там кај жената му кажува, командиро, тој войник, така. Вика, јас го знам, вика, шо стока е, вика. Но вика, ја вика, там има, вика, такова, пропусници, вика, попуну му една, вика, неки да се били мајка му. И он взима попунува со цела војна опрема да се спремам и 10 дена на отпуск. И јас се взимам, давам, спрашаме по возо вечерта, ода за Софија, гледам по Софија, бомбардирани од американците, бомбардирани Софија. Се разчеветили високите згради, трамваите счинени, се. И едно време возо доди и кренуваме за Горна Джумаа. Таман одиме за Горна Джумаа, сабалето стигаме, нема со шо превоз нема. Морам през планината да ода, одека сме дошли, като войници кој дом, па ќе се одат там. Ама гледам еден войник, ода кај него, викам колега, да има некој превоз за Пекчево. Абе, вика, ние дојдовме по дажба на войниците, вика, во Пекчево. А во Пекчево имаше трудова војска. И дошли по храна. Вика, од да питаме командирот. Вика, и ќе те однесем. Одиме кај него, поручник беше. Бранко од Битора. И му кажуваме на некој, абе, вика, шо се онадеш, вика, дотоварете, вика, овој камионе, качуви се, вика, в камионе ќе те однесем. И кај ние по Ручоково, 2-3 беше саато, стигаме по Пекчево, спадам от там, вика, знаеш, пата от тука, одиш. И право
Од тука ода си дома и после 2 дена ода по партизаните во Плачковичко обид и така. Каква време да наприме, па си дојдома. Почитувана директорке, почитувани гости, чест ми е да ви ја промовирам ова моја книга Првенче, која што решив да ја наречам Мојот живот минато мило, мемоарите од животот на Јован Гаврил Величковски. Одамна сакав да исполнам желбата на дедо ми и да оставам зад него, за нас, па и за идните генерации запишено сведоштво, како што било и во минатото, како и што било во минатото. Дека самосвеста за создавање на македонска држава од секогаш постојала и била вткаена во мислата на секој еден македонец. Слушајќи ги мемоарите на мојот дедо, имајќи докази за некои факти, исто така соживувајќи се со реалноста на денешниот живот, денешното постоење, кога нашата држава, кога нашиот народ е нападнат од сите страни, решив да почнам да пишувам. Се разбира, почнав од самосвеста за создавањето на својата собствена македонска држава. Понатаму, опфатив кажување многу интересни случаи кои сведочат за тоа како луѓето се снаоѓале и живееле во тие времиња. Но исто така имало и немили настани. Продолжив со детството на дедо ми и како тие живееле како една поголема фамилија. Неговата желба за слобода уште од млади години се покажала со тоа како тој собирал оружје и го складирал, за да подоцна истото било употребено во борбата против непријателот. Потоа се надоврзувам за тоа што тој самиот го кажа како бил земен во бугарската војска, како се вратил и како излегува во партизаните. Сето тоа го направил само како и секој македонец кој што посакува да добие своје парче слободна земја на која што може да живее и да твори. Понатаму активен е и учествува во повеќе битки како искусен борец, поставен е за командант на 2 батальон, 4-та бригада, 50-та дивизија, како што кажа и младите промоторки. А најзначајна битка му е онаа која што ја води на Чамчифлик. Тоа е местност во Струмица, близу до Цареви кули, каде што после подолги години отиде и самиот им се поклони на своите соборци. Понатаму, со создавањето на 51-та дивизија на местноста Широки дол, на село Владимирово е поставен за командант на 3-ти батальон, 20-та бригада, продолжува со битките и во Радовиш, ослободувајќи го градот, заробува 100 непријателски војници, а тоа го прави заедно со еден од своите командири. Сето тоа е опишено во книгата, да не должам и да ги кажувам деталите, бидејќи ќе си прочитате како се случува целиот тој настан. Одејќи во Штип, избран е да оди во Скопје на офицерски курс, а таму се среќава со својот комшија, бугарски агент, кој бил затворен во калето. По враќањето во Штип продолжува по патот на слободата, одејќи низ Овче поле, Свети Николе, Куманово, Скопје, Хандриево, тоест денешен Ѓорче Петров, Скопје, Радуша, Вратница, Рогачево, Тетово, Качаник, Урошевац, па се до село Дреница, близу до Печ. Завршувајќи го својот поход, се враќа во Скопје, од каде по реорганизацијата се враќа во Струмица за командант на допунски батальон во 41-та дивизија. Таа била стационирана во селото Велјуса. Во Струмица тој се среќава и со својот посвоен брат Кирил Гјузелов, за кој што знаел дека е посвоен во Струмица, меѓутоа до тогаш не го познал.
по напуштањето на армијата е даден на располагање во Министерството за внатрешни работи каде останува до 1947 година. Тој период има многу спомени, има мемуари кои исто така се запишани во книгата и читајќи ја ќе ги видите деталите како сето тоа се случува. По напуштањето на Министерството за внатрешни работи се враќа во Берово и назначен е за директор на ресторанот Угостител. Потоа оди во откупно предпријатие, па е распореден во Народниот фронт Берово. По ова, со создавањето на областа, тој е викнат во Штип, каде останува известно време и повторно се враќа назад во Берово, каде што е назначен за преседател на земјоделската задруга Грамадна во своето родно Митрашинци. Но тука му се случува и неговата перипетија. Она кое што ни на крај памет не мислел дека ќе го доживее. Бидува наклеветен од свој близок пријател, неправедно осуден и оди во затвор. Таму ја мине својата голгота, која што за жал неправедно ја доживува и оди ниту крив, нити должен во затвор. По излегувањето од затворот има многу случаи кои ги доживува и објаснува како тече периодот, животот во периодот до создавањето на суверена и независна Република Македонија. Понатаму се кажува за создавањето на државата и како се одвива животот во првите години во неа, дава видување за војниот конфликт кој што сите го паметиме од неодамна, 2001 година, потоа следува доаѓањето на власт на Никола Груевски и неговото време, како што тој го нарекува февруарскиот поход на новото време, кога што на нив борците им беше одземено правото да постојат како сојуз на борци, па им беа одземени главните канцеларии во Скопје. Во книгата е опишано како се случува тој февруарски поход, како тие преживеани негови другари соборци во тоа време излегуваат на плоштадот, но никој не го слуша нивниот глас. После тоа кажано е како повторно доаѓа во Струмица. Овој пат се сели таму со тоа што таму купуваме куќа, па го објаснува животот како бил пречекан во Струмица, како му даваат почит во тамошниот сојуз на борци и не знаејќи за неговиот живот, раскажувајќи им исто и како на ова излагање тука, и дознаа дека всушност најголемата битка за ослободување на Струмица, како и многу други низ Македонија, биле предводени од неговиот батальон. Се осврнува и на проблемот со Бугарија и го дава личниот пример како начин преку кој се кажува кој сме и што сме. На крајот ни праќа порака на нас младите, пошто спомна и Вилјана, да бидеме единствени, да се сакаме и да се почитуваме државата. И на крајот завршувам со моето излагање за него како човек и неговиот живот. Ви благодарам на присуствието. Од искуство знам дека оваа книга ќе ги интересира нашите читатели. Делата со таква тематика, посебно кога се работи за крај кој е близко до нас, секогаш биле интересни и барани. Од име на јавната локална библиотека, сакувам многу успех, книгата дека биде многу продавана, многу барана и многу читана и се гледаме на некоја следна промоција. Ви благодарам на вас. Сите се интересирани дека сакате да купите книгата 200 денари, Ванчо ке. Кој сака може. Ви благодарам за вниманието. Благодарам.